Во далечната 1778 година некој англикански свештеник направил, собрал духовни химни, т.е. издал химнарка која станала бестселер и било употребувано многу во англиските цркви. Под број 41 во таа песнарка или химнарка имала една песна која таму била под насловот Преглед на верата и очекувања. И таа песна или химна била напишана од еден така локален, да кажеме, проповедник во селска мала црква за потребите да илустрира новогодишна проповед во која темата била благодатта, колку ние не ја заслужуваме таа благодат и Божјата помош во живењето на христијанскиот живот. Меѓутоа, во англиските цркви, во продолжение на 120 години, таа песна не била така многу популарна, не била многу пеана и тоа продолжило се до крајот на 19. век, кога почнува големата обнова во Америка, кога се организираат они големи евангелизации и тогаш таа песна станува популарна таму, нова мелодија добива и станува заштитен знак на американската евангелска обнова. Некаде кон средината на 20. век, веднаш после Втората светска војна, кога доживува бум американската музичка индустрија со оние топ листи, една тогашна позната пејачка Наталија Джексон ја пее, прави песна која се искачува на топ листите и станува светски хит. И ако авторот на таа песна, кој напишал пред 250 години, денес би можел да види како таа негова песна, која била наменета за една неделна служба, е неофицијално, неформално американска духовна химна, а пак во протестантскиот свет тоа е најпознатата, така да кажеме, духовна химна. Сигурно не би верувал што се случило. Инаку песната, може би се досетувате, почнува со зборовите: О милост Божја чудесна, од смрт ме избави, бев загубен и најден сум, бев слеп и прогледав. И во таа песна авторот ја воспева Божјата благодат, сакајќи да покаже од каква беда е избавен и колку човек е недостоен за таа благодат. И затоа и низ историјата големите луѓе на верата чувствува некако потреба да се подсетуваат на големината на Божјата благодат. И големиот Џон Бањан, познат со неговата алегориска книга Патешественикот, пишува и своја автобиографска книга за своето спасение и тој го нарекува во тоа спасение, или за тоа спасение го нарекува изобилна благодат кон главниот грешник или најголемиот од сите грешници. И очигледно дека идејата ја зима од овој текст што го прочитавме, каде што Павле за себе си говори дека е најголем од сите грешници и затоа му благодари на Господ Исус Христос, кој го спасува, го помилува и изобилство од благодат излева над него. И имаме потреба да се подсетуваме на таа вистина и пак ќе се навратам на Џон Бањан во книгата Патешественикот, каде што преку таа книга дава многу предупредување, го опишува патот до небесниот град. Во еден момент на христијан и неговата компанија, неговото друштво, неговите сопатници, ги предупредува за едно место, се разбира, сите тие места во книгата се алегориски, едно место на заборавот, или наречено заборавното зелено. Место каде што човек ако западне, многу лесно може да заборави колку голем грешник е и колку голема благодат е покажена над него. Колку е недостоен за Божјата благодат.
И Павле, кој нели во овој текст пишува за таа благодат, и Бањан, и Џон Њутон живееле во друго време, каде што човекот не бил толку возвеличуван. Сепак, тие живееле во теоцентрични времиња, за разлика од денес, од нас кои живееме во антропоцентрично, човекоцентрично време. Се врти околу човекот. Човекот е во фокусот на вниманието. Се е за човекот, човекот е критериум за се. И само што ќе излеземе од улица, дори не мора да излеземе дома, од телевизор, од музика, секаде сме бомбардирани со таа пропаганда дека се е за нас, ние заслужуваме, зашто ние сме големите, ние сме важните и значајните. И во едно такво време навистина е лесно човек да западне во таа долина на заборавот, да заживее со заблудата дека заслужува се што добива, да заборави каков голем грешник е недостоен за Божјата благодат. Сето она што Бог го дава во неговиот живот. Павле се штити од тоа место на заборавот, се штити од таа опасност, така што постојано се навраќа на минатото. И според она што јас можам да го, според таа статистика што јас имам, во Новиот Завет 6 пати тој го спомнува моментот на средбата со Христос, тоест претходниот живот. И во делата на апостолите 3 пати го има тоа. Еднаш во 9 глава Лука го раскажува моментот кога тој доаѓа до верата, кога го среќава Христос пред Дамаск, а самиот Павле 2 пати како сведоштво го дава во 22 глава пред евреите и во 26 глава пред Фест, римскиот управник. Потоа во Филипјаните се кајавате на широко во 3 глава објаснува каков бил порнот, што се откажал. Во Галатјаните целата 1 глава е токму тоа, каков бил порано и каква благодат покажал кон него кога го повикал да биде негов служител. И овдека, исто така во овој текст. Но за да сватиме зошто Павле го пишува ново место, точно во овој дел од посланието до Тимотеј, добро се сетиме на целиот контекст, бидејќи не случајно Павле овдека пишува за неговата грешност и за благодата која е покажана. Во претходните 3 изучувања, 3 проповеди, говоревме за основните причини поради која Павле го пишува тоа послание до Тимотеј, како едно упатство на човекот, неговиот ученик, кој му оставена сериозна задача да служи, тоест да ја надгледува, да пастирува црквата во Ефес, која пак е нападната од лажни учења. Пагански учења, човечки, измислици, се обидуваат луѓето да ги некако прилагодат кон христијанството, создаваат некакви мешавини, во кој се изопачува представата за Бог, спасението, тоа влие на самиот живот во црквата, а пак на сето тоа се надоврзуваат и јудејските учители, кои проповедаат во црквата закон, спасение по закон. И Павле во претходниот текст што го видовме минатиот пат од 7 до 11 стих говори за тој проблем, за тоа неправилно или незаконско користење, незаконска примена на законот. Законот, вели Павле, не е даден за праведните, не е за спасение. Законот има за цел да покаже што има во човекот, да ја покаже неговата грешност, да го исправи пред Бог како виновен, осуден и потребата од Христос за спасение по благодат. И имајќи го тоа во предвид, нели, тоа објаснување на Павле за улогата на законот, бидејќи вели дека говорат, шират тези тврдења, а не знаат што зборат, не познаваат, немат познавање за законот. Имајќи го тоа објаснување што Павле го даде во претходните стихови,
Сега, понатаму 12. стих, тој себе си се дава како пример за човек кој бил ревностен борец на законот, ревностен проповедник на тоа спасение по закон, ревностен заштитник на јудејските учења, ревностен борец против христијаните, против Христос. И вели, еве што законот всушност успеа да направи во мојот живот. Покажа колку голем грешник сум. И имајќи го во предвид и неговото искуство со законот, неговиот живот, нели, во минатото и благодатта која Христос ја покажува кон него, тој го пишува овој текст што следи. И тој текст стои како една опозиција, како контраст на учителите кои го проповедаат законот. Ако во претходните стихови се говорили главната тема е законот, овдека главната тема е Христос и благодатта. Законот покажа колку големи грешници сме, а благодатта носи избавување, носи прошка, избавување и целосна промена на човекот. Имајќи го во предвид, нели сето тоа, неговиот живот како човек под законот порано и Божјата благодат, Павле извикува во 12. стих: му благодарам на Христос. Говорејќи за тоа зошто е законот и што законот направил во неговиот живот, покажувајќи колку голем грешник е, тој во 12. стих се свртува кон Христос. Вели: му благодарам на Христос Исус, нашиот Господ, кој ми даде сили, зашто сметаше дека заслужувам доверба кога мене ме постави на служба. И тука тој контраст мене, ке видим понатаму, најголемиот од сите грешници, ми се довери, ми даде доверба да бидам негов служител. Јас кој порано бев хулител, гонител, насилник. И сега, овдека сакам само на мало предупредување, зборчето служба, бидејќи ова е еден од текстовите кои послужиле за многу современи христијани, кои проповедаат така просперитетна теологија, дека ние не сме опашката, туку сме главата, и таа заблуда доаѓа од најраширениот превод во англиското говорно подрачје King James, каде што зборот служба е преведен со министерство, министерување. И веројатно, сигурно дека во времето кога е правен King James преводот, зборот министерство или министерување го имало соодветното значење, бидејќи тогаш луѓето били многу поблиски до латинскиот јазик, тој бил во употреба во духовна употреба и значи служење. Меѓутоа, современиот човек кој ќе се каже министерување или министерство, мисли за некаква посебна позиција и привилегија. И од тука многу современи служители, зимајќи довдека, нели, малку така енергија, гориво, велат: ние сме на позиција во црквата која ни дава посебна власт, како што министрите имат, нели, во светот. Ние сме министрите во црквата, ние сме апостоли, ние сме епископи, тоест ние сме министри. Не, зборот што овдека Павле го употребува е диаконија, кој значи слугување. Во древноста диаконот е слуга на имотот на господарот. Меѓутоа Павле не дава некакво посебно значење, иако тој е избран да биде апостол, но со тоа што е избран да биде апостол, не е избран да биде министер, тоест нешто многу повеќе од другите христијани. Не, вели, јас како апостол сум само еден обичен слуга на Христос. Дури на многу места вели роб.
и сум многу благодарен на Христос што ми даде толку голема доверба, бидејќи да се биде слуга на Христос, имајќи мојата претходна позиција како голем грешник, е голема привилегија. Така. И продолжува, нели, изразува за сето тоа благодарност кон Христос. И ова е, реков дека посланието до овие пасторални посланија имат многу така особености, се разликуваат во многу нешто од другите послања на Павле, и ова исто така едно од исклучоците. Павле секаде во неговите послања кога кажува благодарност, одава благодара се обла, вели и му благодарам на Бог Отецот. И може да додаде и Исус Христос. Меѓутоа овде дека благодарност е исклучиво кон Исус Христос. И тоа е разбирливо, имајќи го во предвид контекстот. Досега го говореше, нели, за законот. И кажува кој е законот. Законот е обвинителот. Законот е оно што настава во смрт. А од тука сега главниот лик е Исус Христос и благодата што тој ја покажа, верата и љубовта што од него доаѓаат, помилувањето и се што се случува во христијанскиот живот. И затоа вели, му благодарам. Ако законот покажа каков сум, Христос ме ослободи од тоа што сум. И ме направи слуга, ме направи служител. И затоа, бидејќи Христос е главната улога во овој текст, кој е посветен на благодата, благодарноста тој ја оддава на Исус Христос. И што откри законот сушност? Каков е Павле? И овде користи 3 зборчиња кои се многу специфични, не се употребуваат многу, например, збор што гонител само еднаш се употреба, само на ова место во Новиот Завет, додека збор што наследник само 2 пати во целиот Нов Завет. Специфични зборчиња употребува Павле. Зборот хулител значува да се говори нешто против некого, да се клевети некој. И Павле кога вели дека бил хулител, и тоа кога бил под закон, мисли на сите лоши работи што ги говорил против Христос и против христијаните. И можем да предпоставиме што тој говорил за Христос. Сигурно го нарекувал измамник. Во неговите очи Исус од Назарет е измамник, измамникот. И сите они кои што го следат него се непријатели на вистинскиот јудаизам. Сите тие работат за рушењето на онаа вековна традиција која е дадена од Мојсе и така натаму. Тој бил хулител, говорил против Христос. И секој зборче следно е некако со уште поголем интензитет на зло вклучува во себе. Ако збор што хулител значи само некој кој говори лошо, невистини против некого, клевети, второто зборче гонител, кој е овдека употребено, буквално значи човек кој е джелот или ловец на глави. Знаете што е ловец на глави? Тоа се професионални убийци, така да кажеме, кои заради некаква корис одат бараат луѓе по кои има потрага, за да ги фатат и да ги убијат. На Дивиот Запад, на времето, во Америка, имало такви ловци на глави. Се распишува потерница по некого и се бара жив или мртов. И тие ловци на глави одат, ќе го најдат, ќе го убијат и потоа носат доказ за да добијат соодветна сума пари. Тоа е зборот овде кај што Павле го употреба. Вели, јас бев ловец на глави. Има и други зборови за гонител во Новиот Завет, но ова е специфично зборче. И само овде кај се употреба. Токму за такви луѓе кои одат да фатат некои за да ги затворат или да ги убијат. И таков бев спрема христијаните. И третото зборче е така она лошата особина што тој сака да ја каже за себе, зборот насилник или силеджија е вистинскиот збор. И опишува човек кој е крајно безобзирен,
кој ги тормози луѓето, врши тортура врз нив. Има луѓе кои, например, кон затворениците се однесуваат хумано, меѓутоа има такви силеджи кои сака уште повеќе да им наштети. Не само што ќе ги фати, туку ги малтретира. Тоа е зборот овде кај што Павле го користи за себе. Силеджија. Ги навредува, ги повредува, ги мачи. Тоа бев јас, вели Павле. Хулител, гонител, насилник или силеджија. И имајќи во предвид, нели, каков бил, што законот открива за него како карактер, можеме да разбереме овој извик на благодарност. И му благодарам на Христос, кој ми довери мене, да бидам негов слуга. Ми даде сила и ми даде таква доверба. Тоа е, знаете, звучи како да се даде стадо на чување на волк. Така изгледа. Имајќи пред како бил Павле. Но Христос го направи тоа, бидејќи, вели Павле, ме помилува. Прво, ме помилува. Или бев помилуван. Бидејќи тоа го правев без да знам во неверие. Сега, ова изгледа малку како на Павле да му било простено, или била покажена милост кон Павле, бидејќи се тоа го правил од ревност за законот, верувајќи дека е тоа правилно и во незнаење. И затоа Бог го помилувал. Како да се некако оправдува Павле овдека. Меѓутоа не е тоа идејата. Воопшто не е тоа идејата. Тоа, но бев помилуван, оди е поврзано со тоа каков бил, какви злосторства вршал, какви големи гревови имал против Христос, но сето тоа ми беше простено. Бев помилуван. А тоа потоа што следи, бидејќи го правев без да знам во неверие, кажува причината поради кој бил таков. Не е врзано тоа со помилувањето, туку тоа е врзано со неговиот поранешен живот. Тој поранешен живот беше поради моето незнаење и неверие. И кога го кажува тоа Павле, тој упатува порака и кон оние кои во црквата во Ефес, мислејќи дека прават добро, ја говорат вистината, независно дали се јудејски учители или пак се пагански учители, всушност немат вистинско знаење. И тој им го кажува на тие јудејски учители: вие немате знаење за законот. И јас бев таков порано. И јас немав верата во Христос. Така, тоа во тој контекст е дадено. Некаква улеснителна околност за Павле. Не знаеше што прави, па е помилуван. Не, тоа е дадено во контекст на причината зошто правил така. Но тој е помилуван по благодат. И тоа јасно ќе го каже понатаму. По благодат, незаслужено бев помилуван. Не бидејќи имав некакво извинување. Имаше некаква основа да бидам помилуван, бидејќи јас не знаев. Така, че независно од сето тоа вели бев помилуван. И таа форма бев помилуван, тој два пати и понатаму ќе употреби, има за цел да ја каже, пак Божјото дело. Тој ме помилува. Тоа е негово дело. Јас немам никаква заслуга во тоа. Дело на Божјата благодат. И сега следниот стих го кажува тоа. Како од грешник Бог го прави да биде негов слуга или негов служител. И сега дека преводот е многу лош, 14 стих, би требало да биде вака овој превод. И над мене неизмерно се излеа благодата на нашиот Господ, заедно со верата и љубовта на Христос Исус. Тоа е вистинскиот, така би требало да изгледа овој 14 стих. И тука Павле сигурно го има во предвид неговото искуство со Христос, средбата со него на патот кон Дамаск. И тој беше тргнат како хулител, како гонител и како насилник да ги
апси христијаните во Дамаск и тогаш се појавува Христос. И во тој момент Павле вели, над мене се излија таа благодат која ме помилува. По благодат бев помилуван за сите злосторства што сум ги направил, за сите греови. И јас веќе не сум грешник. Тоест, меѓутоа, изборот овдека што го користи за тоа неизмерно излевање, само овдека се среќава во целиот Нов Завет. Го нема на други места и комбинација зборчето хипер и плеонако, значи едното значи хипер или супер, нели многу, а другото значи многу. И се значи супер многу, хипер многу. Или овдека е преведено како неизмерно или бескрајно. Нешто што нема мера, безмерно, неизмерно. Таква благодат, вели, Христос излија над мене, неизмерна. Благодат кој што покри се што сум направил до тој момент, секое зло. А јас бев, вели Павле, и хулител, и гонител, и насилник на христијаните. Сето тоа благодата го покри. И заедно таа благодат не само што го покри сиот грев што го откри законот во мојот живот, меѓутоа и нешто друго направи. Заедно со благодата дојде верата и љубовта на Христос Исус. И тоа како дар од него дојдоа и верата и љубовта. И тоа се нештата, верата и љубовта, што не достигаа кога беше под законот. Додека беше под законот, тој се обетуваше да ги исполнува работите, меѓутоа вели, ниту знаење имав, ниту вера имав, ниту љубов имав. Сега во таа благодат дојдоа и верата и љубовта. И ние ќе видиме и понатаму, кога говори за вера Павле, овде тој мисли на вистинското учење, на правилното учење. И тоа ќе стане појасно во продолжение, нели, на стиховите до крајот на оваа глава. И таа вера, и таа љубов, тоест вистинското слово на Христос и љубовта која доаѓа од него во мене, извршија целосна преобразба. И затоа од тука доаѓа довербата. Она што законот не го постигна ја постигна Божјата благодат, верата и љубовта. Бидејќи во тоа има не само простување, туку има и преобразување. Волкот кој што ги убиваше Божите овци стана нивен апостол. Беше преобразен преку верата и љубовта. Како дар што е даден од Бог. И тој во таа вера и љубов, тој хулител станува проповедник на благодатта. Може се представи, оној што го хулел Христос, сега говори, тој е мојот спасител. Оној што ги гонел христијаните, сега како добар пастир ги пази. И знаеме, нели, колку пожртвувано ја поставува црквата и грижата за христијаните како приоритет во својот живот. И од силеđе насилник, тој станува душегрижник за тие луѓе. И таа е таа преобразба. И во таа најголемиот од сите грешници, како што вели за себе, најголемиот противник на Евангелието, станува најголем проповедник на благодатта до таа мера што и животот си го дава за тоа. И во глад, и во немање, и во студ, и во затвори, и тепан не престанува да проповеда за таа благодат. И тоа е таа голема благодат. И од тука и таа благодарност. Павле не заборава и овдека да подсети. Еве како јас бев променет. Не по закон. Единствено преку верата во Христос, Божјата благодат која се излија над мене. Тој ме помилува. Ќе се вратиме пак малку на Џон Њутон. Има една песнарка, тоа е книга Историја на химните, така се нарекува.
И во неја се дава краток увод за тоа како настанали или за животите на луѓето. И таму е запишен епитафот на надгробната плоча на Џон Њутон, која сигурно се уште стои таму во дворот на црквата, во Олни, така се вика. Џон Њутон, црковен служител, и тој епитаф сам си го пишува. Њутон е запишен на неговата надгробна плоча. Џон Њутон, црковен служител, некогаш неверник и либертин, трговец на робови во Америка, но беше со богатата милост на нашиот Господ и Спасител Исус Христос спасен, обновен, помилуван и назначен да ја проповеда верата која долго време се трудеше да ја уништи. Човекот се потрудил дури неговијата надгробна плоча да стави подсетник да таа голема благодат и нашата недостојност, да таа голема благодат. И продолжува Павле и вели: верен е тој збор, и сега од тука почнува една серија на такви изрази кои ги срекаваме дури 5 пати во пасторалните посланија. Верен е тој збор. И го има само во пасторалните посланија нешто како поговорки. Верна е оваа изрека. Така се преведува во некои англиски преводи. Не е верен е овој збор, туку верна е оваа изрека. Зашто древните истражувачи тврдат дека овие изреки што Павле ги вклучува овдека во раната црква веќе станали како поговорки кои се ширеле, ги имало во комуникацијата, се кажувале во црквите. И оваа тука е наречена поговорката, верната поговорка на спасението. И вели: Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците. И тоа како една поговорка се користела во раната црква. Меѓутоа Павле дава додаток овдека. Например, друга таква, во 3 глава ќе видиме: верно е словото, тежно или некако епископство, тој сака добра работа и така натаму. Се не знаеме дали тие 5 верни изреки станале поговорки како резултат на овие дела на апостол Павле или веќе били во употреба. Тука има спорено, независно како и да е. Павле кажува вистината. Христос дојде во светот да ги спаси грешниците. Тоа станало како некој клише во древноста, но Павле додава: меѓу кои јас сум прв. И ова станува после текот на времето едно клише, кога некој ќе каже таа поговорка: Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, и веднаш некој треба да додаде од црквата: меѓу кои прв сум јас. Не, така било пракса. Може и ние да го воведеме овдека, да се подсетуваме за текот на времето. Да, но навистина е така. Но Павле кога го каже ова, нема предвид да изгради некој клише, зашто тој се чувствува како таков. Тој сведочи дека бил таков во животот. И кога го кажува тоа, тој има за цел да го покаже своето смирение пред Бог. Како водечки гонител на црквата. Изборот овдека што го употреба како прв е протос, кој значи главен, водечки, основен. Се тоа е вклучено. Тоа е прото грешникот. Прото грешка кој е еден образец за вистински грешник. Како пример за вистински грешник. Но зошто Бог решава да го спаси тој пример за вистински грешник? За тој да стане па пример за нешто друго малку понатаму. И вели: затоа бев помилуван, за да ја покаже Исус Христос прво на мене сета долготрпеливост како пример. И тука е зборот хипотипос или прототипос, или хипо значи нешто над, или над пример, основен пример, прв пример, прототип. Зборот хипотипос значи како скица нешто, шема, нацрт. Или мојот пример, јас кој бев прототип на грешник, основен, најголем од сите грешници, Бог ме спаси. Зошто? За да останатите кои ќе бидат спасени
во мене гледат како на прототип на Божјата, не јас да сум тука главниот, но во сето тоа да се гледа Божјата долготрпеливост, Божјата благодат, колку Бог е голем во својата милост кон грешниот. Така да никој во тој поглед да не може да каже, ама јас сум голем грешник. Не, јас сум најголемиот грешник и Бог мене ме спаси. И Божјата милост е толку голема, Божјата благодат е толку бескрајна, неизмерна, што може да го помилува и да го промени секој грешник. И знаете ли, ако Павле бил таму, за таа ситуација, тој вели, како образец, пример, прототип. И ние сме избрани да бидеме како такви во светот во кој живееме. Но можеме да бидеме такви, ако навистина неговата вера и љубов не преобразила. Да, Бог не помилува, ни даде доверба да бидеме неговите служители, но ќе бидеме такви ако таа благодат, таа вера, таа љубов не преобразила во мера во која се гледа Христовиот живот во нас. И ние можеме, како и Павле, да кажеме, јас сум тој голем грешник, прв меѓу грешниците, кога Бог ме спаси. Зошто? За да бидам за сите други околу мене еден пример, показател за Божјото долготрпение и Божјата благодат. За спасение, но да видат луѓето колку е голем Бог и да бидат спасени. И сето тоа што до овој момент го кажа Павле, некако неминовно и го води, не може да не води кон таа доксологија. Го кажува сето тоа, каков бил, како Христос го спасил, не само што го спасил, го помилувал, туку и го променил и го поставил на служба, имајќи преку него некаков план Бог да биде пример на другите, и имајќи го сето тоа Павле испаѓа во славење и вели, а на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин. И забележете ги својствата кои Павле овдека во тоа славење ги изнесува. До овој момент Павле говореше за благодат, за љубов, за вера, трпение, долготрпение. Нешто кои може да ги видиме, нели, како дари во нас. Но овдека се овие атрибути, како што нели се вели во евангелските цркви, покажуваат колку е голем Бог. Само тој е вечниот цар. Тој е царот на царевите. Само тој е вечен. Само тој е нераспадлив. Само тој е невидлив. Само тој е единствено премудар Бог. Нешто што не може да ги имат останатите. И знаете што? Сознанието за тоа колку е голема благодата на Бог и колку сме ние недостојни, прави во нас Бог да стане голем. Бог да стане славен. И Павле овдека покажува кој е тој што го спаси. Оној кој е бескраен, оној кој е вечен, оној кој е премудар, семокен. Тој е тој кој дојде да го спаси човекот. Дојде да го најде и да го спаси грешниот. И тоа уште повеќе ја зголемува благодарноста во нас. Знаете, проблемот на современиот човек е во тоа што хуманизмот, издигањето на човекот, вреднувањето на човекот прави Бог да изгледа мал во нашите очи. Дотамо што тоа е нашето пријателче. Христос е нашето пријателче.
Нели? И луѓето веќе така и се обраќаат кон Христос. Пријателче, ти кај си да ми помогнеш? Па ти си за тоа дојде, нели? За тоа беше, трпеше, страдаше да ми помагаш. Павле во сознанието за тоа, колку бил грешен, колку бил недостоен и колку е голема таа благодат, го води до едно такво поклонение во кој Бог испакнува во сета негова слава, во сето негово достоинство. И тоа е вистинското поклонение. Во вистинското поклонение се гледа величието на Бог и нашето недостоинство, нашата ништожност. Се што правиме овдека, секоја позиција што имаме, каква и да е, секоја служба е на недостојни слуги, која ме дадена единствено по благодат од Бог кој е долго трпелив. Секоја способност, се што сме постигнале е успех кој е даден на недостојните, бидејќи Бог покажал благодат. И тоа треба него да го величи. Знаете, кога Павле ги пишува овие работи, овдека во Галатјаните, и кога ги кажува на овој тамо, на пред евреите, не верувам дека бил така ги кажал рамнодушно. Тука се гледа, многу емоции има. Очигледно е дека Павле е допрен од сето тоа. Веројатно имало солзе. Може му треперела раката додека го пишало сето тоа. Или ако ги кажувал на некој писар негов, гласот му трепера. Има солзи во сето тоа, е натопено со многу чувства. Бидејќи Павле осознава каков бил. Има осет, има разбирање целосно за таа голема Божја благодат. И од тука тоа поклонение. И затоа Павле се посветува, си го посветува животот на тој Христос кога го гонеше порано. И затоа во се тој не се откажува од таа мисија да проповеда за Христос. Бидејќи разбира од што бил избавен и разбира колку е голем тој што го избавил. Разбира колку голема благодат неизмерна е покажена кон него. И тој не може, знаејќи каква доверба му е дадено, не може е така, туку така да се однесува кон сето тоа. Туку буквално си го дава животот. Си го посветува животот. И умира за тоа. Благодарение на тоа сознание. Имаме ли ние такво сознание? Дали ни трепери нашето срце кога размислуваме за сите тие работи, кога му се поклонуваме? Го има ли тоа сознание, тоа чувство? Колку сме недостојни воопшто да застанеме пред него и да му даваме слава. Но само по благодат сето тоа ни е дадено. И еден во заклучок на крајот, секако се овдека, а нема да навлегуваме во тоа, во овие описи за Бог има и корекција кон гностичките разбирања на лажните учители во Ефеската црква. Зашто тој е цар на вековите, нераспадлив, невлив, еден си така натаму. Сите тие особини Павле го издвојува Бог во спореда со тие кои што во представата кои што имаат гностиците. И она што сака да го каже всушност Павле е тој Бог, таквиот Бог, дојде да не спаси нас. За разлика од гностиците кои бараат посредници некакви во спасението, они, не. Бог, нераспадливиот, вечниот, дојде да не спаси нас. Тој самиот стана еден од нас и не спаси. Како да е, но основната поента е таа, оддавањето на слава, имајќи го во предвид своето ништожество и величината на Бог. И на крајот, ще еден пример за таков посветен живот од Чарлс Стат или Стут, не знам како се чита, но познате, сте чули може би за познатата седморка од Кембридж, од почетокот на 20. век. Тоа е група студенти кои формираат организација која се како едно друштво действува во Кембридж за охрабрување на студенти да се вклучуваат во мисиите. Тоа е така почетокот на новото современото мисионерско движење. Еден од нив е овој Чарлс Стут. Тој бил
син на плантажер или собственик на плантажи во Британија, многу богат човек, учел во Кембридж и станал еден од најпознатите играчи на крикет, професионален играч. Меѓутоа, во тоа време Муди посетувал или правил чести евангелизациони кампањи во студентските кампуси, како се нарекуваат, и на една од тие евангелизации поверувал Студ. И се приклучил кон таа група, седумте од Кембридж, потоа влегол во една друга организација која работи на поттикнување на млади студенти за мисии, самот влегува. И оди умира татко му, целиот имот го дава, големиот имот што го има, го дава во мисиски организации, за да се спонсорираат мисионери. Самиот оди во Кина и таму живее како обичен кинез и служи како мисионер. Оттаму оди во Индија и од Индија почнува да организира една организација, Срцето на Африка, бидејќи Африка во тоа, за разлика од Кина и Индија, кои се така релативно евангелизирани, Африка бил неоткриен континент. И целата на таа мисија е да се организира едно силно мисионерско движење во Африка и насекаде каде што евангелието не е проповедано. Тој човек кој целиот живот го посветува на проповедта и службата на Христовата благодат, има напишана една кратка песна, некако сведоштво, кој јас успеав, се обидев, да не се буквално зборовите, но тоа е суштината, јас сакав да биде малку поетски, зашто заслужува овој текст, така да на крајот да завршува со рима, како ден животен, душа снема, одмине остане, и така, но тоа е идејата. И вели, 2 кратки мисли чув еден ден, патувајќи по напорниот пат животен. Внесоа увереност во мојата душа и од мојот ум нема да ги снема. И тоа се 2 мисли. Само еден е животот кој наскоро ќе одмине. Само она што е направено за Христос ќе остане. Тоа. Што ќе ни остане од животот? Дали сознанието колку сме ништожни и колку голема таа Божја благодат не води до тоа поклонение и до вербата што Христос ни е дал да бидеме негови служители, не поттикнува на вистина да бидеме достојните служители. Не бидејќи ние сме нешто, но бидејќи заедно со благодата ни се дава и вера и љубов, за да бидеме такви. Господ да не благослови и да не поттикнува, да не охрабрува тоа, да бидеме на вистина такви.